Здраво, јас сум Мето Колоски, председател на Обединета македонска дијаспора во Вашингтон. Чест ми е да бидам модератор за ова виртуелна дискусија на тема колку навистина ја познаваме Македонија со Гордана Јанакиевска и Тони Наумовски. Здраво Гордана и Тони, како сте? Здраво, добро. Благодарам што го направивте овој митинг. Супер, фала на Бога. Одлично. Пред да ги представам поформално Гордана и Тони, би сакал сите да земиме минута на молчење во спомен на Меѓународниот ден на бегалците, за да им одадеме почит на сите македонски деца бегалци од грчката граѓанска војна и лесна им земја, на сите кои не се помеѓу нас повеќе. Минута на молчење. Ви благодарам на сите што сте присутни денес со нас, како и тие што гледаат преку Facebook. Доколку некој има прашање за Гордана или за Тони, ве молам да го напишите во чат на Zoom или во коментарите под видеото на Facebook и ќе пробаме сите да ги одговориме. Гордана Јанакиевска е председател и продукт манаџер на Сдруженијето King Marco Land во Скопје. King Marco Land полни 15 години оваа година. Честито Гордана на јубилеот. Благодарам многу. Да дочекаме и уште толку. Се надевам дупло и повеќе. King Marco Land има за цел промоција на Македонија пред странските и домашните туристи, формирана во 2005 година со идеја на првично проучување на времето и топонимите кои како траги на овие простори ги оставил кралот Марко. Со годините дошле до сознание дека е тоа еден прекрасен период полн со легенди, интересни простори, специфична храна, заборавени места. Тоа им дало можност да формираат специфична туристичка понуда, туризам низ легенди, програма King Marco Land, и за тие што би сакале да ја посетат веб страницата е www.kingmarcoland.com. Гордана е исто така автор на книгата Дали знаете Македонија и во следниот час ќе зборуваме повеќе на оваа тема. Тони Наумовски е роден во Австралија со потекло од Македонија. Студираше, дипломираше и магистрираше во филмска уметност и театар од престижни универзитети во Софија и Сидне. Во 2005 година доби целосна стипендија за да студира во Нью Йорк на Ли Страсберг Институт на театар и филм. Професионалната кариера како актер ја започна во 1998 година во Декамерон и одигра една од главните улоги во продукција на Македонскиот народен театар од Битола како дел од фестивалот Охридско лето. Тони е познат за улогите во Run All Night, Daredevil и Blacklist и пред само 2 дена го гледав на NBC серијата Blacklist. Инаку со Тони се знаеме откако се пресели во Нью Йорк и јас како студент на факултет бев да го гледам на една представа. Чест ми е што го познавам и горд сум во неговиот успех во актерството и му посакувам уште поголем успех. Да не должам повеќе, би сакал да му предадам можност на Тони да ви каже повеќе за Гордана. Тони? Благодарам, Мето. Моето запознавање со Гордана беше преку LinkedIn. Веќе подолг период, околу 2 години, ги следев незините објави. И беше јасно дека станува збор за еден човек, жена, родолюб, која што е маестрална, во она која што несебично посветила својот живот и која што ми донесе неизмерна радост, среќа и фасцинација за она што го пишуваше за мојата татковина Македонија. Така еден ден и пишав, ја прашав дали некојаш размислила за овој волумен на фантастичен материјал да биде објавен во книга. И еве скоро година дена покасно од нашиот прв контакт се наоѓаме тука. Гордана е
една прекрасна, честита, даровита и духовна личност, која што со нејзината несебична посветеност и љубов кон Македонија не просветлува и не пробудува кои сме, што сме и зошто сме. Ти благодарам, Тони. Мојата работа на LinkedIn почна едноставно потреба да сменам нешто од она што става на другите социјални мрежи, да го истресам тоа што го знам. Не очекував дека во ова темпо ќе иде, ја имам сега преку 28.000 луѓе кои ме пратат, веќе станува тоа дневна обврска да ставам нешто како информација и во суштина никогаш не размислував дека треба да стане книга. Морам да ти кажам едно големо благодарам што се потруди да ме насочиш во таа насока дека тоа треба да стане книга. Секако. Одлично. Фала многу, Тони и Гордана, и можеби да почнеме со дискусијата и да ни кажете повеќе, Гордана, што ве потикна да започнете во оваа работа, особено во полето на промоција на нашата богата култура, традиции и татковина. Мојот проект King Marko Land е за земја која најнепозната земја во светот. Во суштина многу малце кажано за она што се знае. И некако ми сите овие мои периоди од 50-ти на година бе посветена Македонија и на можноста на странците или на нашите да им ја покажам. Сватив дека навистина малце ја познаваме. Се потрудив да стапнам до секоја стапка што може да биде интересна, приказна, и тој проект се претвори во туризам из легенди. Секогаш во туризмот е многу битна приказната за да те навлече, бидејќи се знае туристот е човек кој има слободно време и пари, а за да одбере токму да дојде во Македонија, навистина треба да има добра приказна. Едноставно тоа почна така. Јас сум македонка која си ја сака својата земја и не се срами да ја каже дека ја сака. Меѓутоа исто така и да покаже дека има зошто и другите да ја засака. Одлично. Дали може да ни кажете малку и за предизвиците на промоција на туризмот, особено преку King Marko Land? King Marko Land е страница која постои од 2005. 2005 не е случајно. Крале Марко е роден 335, а загинал 395 година. И таа петка нас многу ни значеше во нашето работење. Ние секој 17 мај одбележуваме со денови на Крале Марко неговите заслуги што ги има направено, бидејќи сите нема стапка, нема место во Македонија кое нема нешто врзано со Крале Марко, со името, иако не мора да е со историјата. Тоа само кажува дека човекот имал согледувања во кој овозможил да се грижи за народот, а народот да му враќа низ разни легенди, топоними, а во исто време да сочува она што му е многу важно. Бидејќи со надоаѓањето на турците, се што било некој топоним врзано со Крале Марко не било рушено или не било оскрнавено. И многу малце се знае за тоа, и низ тие приказни кои почнав да ги кажувам за Крале Марко ме доведе до самото тоа дека Крале Марко не е земја во оваа земја и дека има многу што да се каже за оваа земја. И дека оваа земја треба да ја сакаме. За тие кои не ја познаваат историјата на Крали Марко, што можете да ни кажете малку по некои интересни факти за неговиот живот? Па најчесто се споменува дека Крале Марко е вазал на турците. Меѓутоа во тоа владење од времето на Византија, давање на еден простор владење и во случај на војна да се придружи на
на владетелот е нешто што било нормална појава. На таков начин тоа го правили крале Марко. Меѓутоа, за разлика од останатите во околината што владееле, тој се грижал за народот и допринел да биде толку сакан и да остане со многу песни и со многу топоними. Тоа е неговата најголема заслуга и која најмалце во суштина е разбрана. Ние се уште крале Марко ќе чуете и од србите, и од бугарите, и било каде дека е нивни. Сите го присвојуваат, недоволно се бориме да докажеме дека е тој наш последен владетел на овие простори. Благодарам. Јас, мајка ми има потекло од Прилепско, Крушевско и баш секој пат као мали слушавме за крали Марко. За останатите гледачи на Facebook и присутни на Zoom, слободно можете да поставите прашање во чат и во коментарите на Facebook и слободно ќе покушаме да ги одговориме на овој час. Не знам, Тони, случајно вие да не имате некакви прашања, да имаме една отворена дискусија тука, конверзација. Прашај, Тони, слободно. Имаше нешто со звукот. Како што кажав, тоа е еден огромен волумен на работа. За сиве овие статии кои што Гордана ги постира веќе неколку години, човек може да се посвети различни докторати за различни теми, за различни локации, легенди, факти, археолошки локалитети да посвети. Во поврзано со крале Марко, таму е местото на Пелистер, на Марково копито, има едно место на самата стаза на скијање. Како 4-годишно дете, таму прв пат почев да скијам. Тоа е мојата поврзаност од рана возраст со тоа и нели Маркови кули. Останативе работи кои што Гордана ги има постирано низ години за крале Марко, нескромно би било да кажам дека сум знал многу за тие работи. Иако сум човек кој што доста се посветува и се интересира за Македонија и за историјата на Македонија и за нели културата и културното наследство на Македонија. Така да затоа сум и преблагодарен за што постојат луѓе како Гордана, со кои што може да се гордееме и со тие луѓе во денешно време и со она кое што е наше од памти век, што викаат, до денешно, па и понатаму да сме живи и здрави време. Морам да додадам само дека ни сите овие пишувања за овие неколку години имам постојано контакти во смисла на охрабрување да продолжам со тоа и дека голем дел од работите што ги прочитале прв пат ги читаат, што за мене особено ми е драго, бидејќи значи дека не е џабе утрошено време. Ми се случи сега пред некој месец да еден ми каже: ова е првото што го знам од кога те читам. Тоа е навистина многу благодарно и со многу сериозност го правам сето тоа. Значи, ја не пишувам историја, пишувам работи кои малце се знаат, а кои се некои факти. Так. И не често на некои работи имаме доста дискусии Јас не гледам да не влегувам во дискусии, меѓутоа се водат полемики за некои одредени работи и секои различити мислења се добре дојдени за еден факт да си го најде своето право место. Благодарам Гордана, благодарам Тони. За мене, особено кај младата генерација, треба многу да се истражува, треба многу да се учи за фактите, за интересните работи и токму темата на овај разговор е колку навистина ја познаваме Македонија. Гордана, дали може да ни кажете неколку
баш пак некои интересни места во Македонија, некои факти. Знаеш, обично луѓе од диаспората, например, кога идат во Македонија, одат или на село кај баба и дедо, или Скопје како најголем град, или во Охрид како најголемо туристичко место. Кои места во Македонија би препорачала да ги посетиме, например, да научиме повеќе за нашата сопствена историја, култура? Јас сум овие денови во преговори со неколку агенции да започнеме викенди низ Македонија. Од кога се затворивме како држава, бидејќи ова коронава не снајде, имам преку 100 јавувања во смисла на тоа каде да одиме во Македонија. По уште една причина, колку малце се знае и колку малце има можност да се понуди. За жал, нашите туристички агенции слабо се занимаваат со сопствената земја, не ја нудат доволно и мислам дека овој период сега на 1-2 години за да се дојде на свое место повторно ќе бидат добра можност да почнат Македонија да ја учат и да ја продаваат. Во однос на тоа кој место, за мене секој место е важно, тоа е исто као да ме прашате кој дете го сакаш најмногу. Меѓутоа, во зависност од тоа колку дена се престојува или колку време имате, дали е тоа 1 ден, 3 дена, недела дена, 10 дена, апсолутно има можности и разни варијанти да се посети, да се види и да сета таа приказна се чуе и види на лице место. Така да не би можела да ви одредам на вистина што би можело. Секако Охрид, Доеран, овие источните предели, ја посебно го сакам Кратово, да речеме, Битола, Берово, секое место има своја убавина и своја приказна. Тешко е да одвоиш. Ај малку, извини, ќе пробам уште повеќе за ова. Зошто Кратово, например? Кратово има една своја историја, знаете, самото Кратово е сместено во кратер. Има една своја историја, има прекрасна архитектура, има многу добри луѓе со кои можете да се чувствувате како да сте дома. Да има своја сочувана природна храна која не е извештачена со овие нови варијанти на понуди. Апсолутно, јас многу често сакам да отидам за викенд, еве следниот викенд се подготвувам да таму го поминам викендот. Секогаш нешто ново има да дознаете или да видите. Ете, тоа е таа убавина. Пред известно време научив за кацана сол, да. И тоа е од Кратово и баш мислам тоа е еден продукт што дефинитивно би требало да биде да се носи надвор од Македонија, повеќе земји да се запознаваат со кацана сол, на пример. Апсолутно, Стефче ми е многу добар пријател, кај него и одам викендов и со уживање. Дури една година учествува во изработка на кацана сол, иако е тоа негова тајна кој све состојки се употребуваат. Меѓутоа, навистина, било кој да дојде од Македонија не би требало да замине со мала кеса кацана сол. Како во овај период на COVID-19 и недоволно туризам, нели, не можеме да патуваме тие што може да патуват или ако сака да патуват, треба скоро 2 недели да одседат дома во Македонија. Како можете да ја оцените и што треба да се прави за да се помогни на туристичкиот сектор во Македонија, на пример, вие како човек собственик на King Marko Land? Македонија има еден проблем. Секој за себе е најдобар и не соработува со никого. Суштина тука лежи таа недобра презентација на Македонија. Сигурно сте запознаени сега со сегашните најнови фотографии кои не се од Македонија, се нудат како македонско нешто кај што треба да дојдете или едноставно во целата оваа ситуација нема точни правила по кои знаеш дека можеш да се раководиш. Хотелите се уште не примаат гости, примаат, ама не се знае како. Рестораните
дали ќе бидат двајца или четворица, па лична карта ќе им барат. Секој ден има некоја нова приказна и се уште не сме во состојба да застанеме на здрави нозе и кажеме дека можеме да примиме. Денеска имате 185 ново заболени и 11 починати, што значи дека се уште не е здрава атмосферата за да може да се почне да се работи. Ја лично сметам дека туризмот во Македонија во следниве 2 години тешко ќе се развива. Да, тука дефинитивно треба солидна програма и сите актери. Да, и правила и сите актери на во туризмот, мислам тие што се собственици на туристички агенции, на хотели, на ресторанти, треба сите на една маса, се разбира, неколку метри подалеку од секој или барам преку Zoom, вака, нели, во модерните времења имаме одлична можност да се гледаме и да се слушаме преку Zoom и други механизми. Баш пред неколку дена, нели, имаше мислам, владата на Македонија прославуваше 2 години од илегалниот и неуставниот Преспански договор и отидо на панел дискусија пред едно школо во Љубојна. И секоја чест на тоа што треба и школото за македонски јазик, второто школа со модерен македонски јазик, изучување на училиштето, дефинитивно треба да се реновира, треба да се подобрува, но како што знаете и може да ни кажете повеќе, но има исто и училиште во Подвис селото, кое е првото училиште за изучување на модерниот современ македонски јазик. Како може и што треба да прави? Оти мислам, 30 години имаме независна Македонија, никоја влада не инвестираше во унапредување на македонскиот јазик и тие центри на македонски јазик што биле во 40-тите години. Пред моето време се разбира, но многу е битно да ги знаеме тие факти, многу е битно да ги информираме, да го информираме светот и сопствениот народ. Што можете да ни кажете повеќе за да речеме селото Подвис и зошто е битно да се инвестира во школите, училиштата од тоа време и можеби, мислам, ја имав една идеја, можеби училиштето во Подвис да се направи некаков музеј на македонски јазик, историјата на македонскиот јазик. Секако тоа потпомогнува да самото село заживе. Дали ќе биде школа или ќе биде музеј или нешто што ќе анимира народ кој би сакал да го посети, тоа е многу важно. Пак ќе кажам една погрешна политика. Ако мене лично ме прашате, она сликање пред школото кое е запуштено за мене не е добра варијанта. Ја многу порадосна ќе бев ако тоа школо беше изградено, па внатре седеа и го промовира. Не се само тие две школи. Може би во овој момент можам да наведам едно 15-тина кои сигурно се во можност да се изградат. Враќањето во село и можност на селски живот во смисла на тоа да се живее во селото и да се има работа која може да носи една добра екзистенција во текот на месецот, секако би била една правилна по мене политика која може да овозможи да во Македонија не само во Скопје се работи и да сите бидат во Скопје, него дека може да се живее на било кое место. Сега почнуваме сите да бегаме по селата, бидејќи овдека веќе и загаден воздух и премногу сообраќај и желба да имаш една тишина. Во коронавирусов беа сите среќни кои имаат двор, јас сум од оние кои имаат двор, па може да поминат да се занимаваат со нешто и да едноставно им помине времето.
Имаме неколку прашање од публиката. Игор Талески од Скопје постави прашање околу како може да се обелоденува вистината за македонците и Егејска Македонија, особено од Букурешкиот договор од 1913 се до денес. Како што знаете, имињата на градовите, селата, планините, реките ги сменија по 13 година. Во принцип, тоа е една генерална политика. Видовте како едноставно и нашата влада почнува да избегнува тие муабети или желби да зборам за сегашната влада, желби за враќање на нештата што се навистина македонски. Едноставно нема една поагресивна политика која по мене би требало да се води, за да може да без било какви притисоци или било какви желби имаме можност да зборуваме јавно за се она што некогаш било Македонија и денеска е Македонија, може да ја викаат како сакаат, таа е Македонија. Се согласувам, никогаш северна, само Македонија. Вангел Радев од Сиднеј, Австралија постави прашање според вашето мислење колку важно е книжарството и образованието во борбата за македонската кауза во денешните времења? Книгата е нешто што е за мене свето. Мојата куќа е полна со книги, одрасната сум со книги, не сум од генерација на интернет. Меѓутоа, книгата е нешто што не може да се избрише, постои секогаш и ќе постои и со векови ќе обстанува, и по мене книжарството е многу битна работа и многу е важно да се сочува. Ја не бев, ќе се вратам повторно на книгата, дали знаете за Македонија, не бев заинтересирана и не размислував дека треба да се печати. Тони успеа да ме охрабри дека сепак треба да го направиме тоа книга и дека тоа ќе остане за генерации. Се ова што е напишано на LinkedIn, дали денеска ќе постои или утре ќе се избрише, не се знае, меѓутоа книга е книга. Се согласувам и мислам дека би било убаво тука Тони да се приклучи исто, Тони, можеби истото прашање и за вас. Ова што кажа Гордана, апсолутно се согласувам. И за мене книгата е свето нешто и ништо подобро за просветлување и развивање на духот, негување на она што си, она зошто си, од каде си, на каде одиш. Тоа е книгата. Си го почитуваш она што си, да го негуваш и да го предаваш. Никогаш доволно нема инвестиции, средства наменети кон културата и книжарството, така мислам дека го спомна зборот. Тоа никогаш не е доста, затоа што сега во денешно време специјално има толку илјадници книги и трудови кои што се за разни теми. Оваа наша тема денеска е за македонското културно наследство, но и за други теми. Тоа е најголемата моќ што човек може да има. Колку е човек пообразован, толку е попросветлен, во најдобра варијанта, има и други примери, и толку е помоќен да се застане на една маса со едни интелектуални аргументи, може да се постигне се, граници не постојат. Нели живееме во едно многу друго модерно време. Поминаа тие времиња на нели крај на 19 почеток на 20 век со револуции, со атентати, со сите тие работи. Така да, апсолутно, како што кажа Гордана, ќе повторам зборот, за мене книгата е свето нешто, како што е и Македонија. Така е. И затоа е многу битно да се инвестира повеќе во културата, во книжарството и во промоцијата на Македонија и македонските вредности. Затоа и прифативме соработка тука со Тони, заедно со Гордана, да може не само едно да се испечати книгата, дали знаете, Македонија, туку исто и да се преведи на англиски, од и што повеќе луѓе дознаат за Македонија и македонскиот народ, што подобро. Јас, например, би сакал
убава книга која можам да ја доделувам на пријатели кои не биле во Македонија. И секој пат кога носам пријатели кои не се македонци во Македонија, се воодушевуваат од Македонија и тука имаме предходно се поздравија Гордана и Василка Димитровска и сме имале соработка и со неа и со Хајмус и носење на гости од надвор од Македонија кои не се македонци да се запознават со природата и се сеќавам можеби пред 15 години имавме едни пријатели американци и бевне во Македонија за една свадба, македонка, американец, зетот и пријателите зедо рента кола од Скопје и возеа низ цела Македонија и се вратија вечерта во Охрид кај што бевне сместени. И интересно, на крајот на вечерата и вика, знаеш мето како можете да ја промовирате Македонија? И ја викам, слободно кажи идеја. И тој вика, Napa Valley на југоисточна Европа. И стварно, мислам, ако одите и ја шетате Македонија, има многу сличности како Napa Valley во Калифорнија, има огромен потенцијал и мислам дека тука треба многу повеќе инвестирање од агенциите во Македонија кои се задолжни за културата, за туризмот, за промоцијата и не може, мислам, ги видовме и тие реклами дома си е дома и не може да се дозволи такви грешки да се прават, особено во овај период кај што имаме преубави слики од Македонија, многу фотографери, многу туристички агенции и се нели со комуникација и знаење и искуството што треба и како да се прави. Затоа работата Гордана што е правите е за поздравување и како можеме уште повеќе да ја унапредиме таа работа. Мислам, вие често сте на LinkedIn, секој ден постирате некакви интересни факти. Што беше интересната факт од денеска, например, што постиравте на LinkedIn? Денеска постира за денот на бегалците, колку се сеќавам два поста, но морам да напоменам дека многу често и сакам да го споделувам таа приказна за Европа, град во Македонија кој се наоѓа во близина на Гевгелија. Ние не сме направиле ништо, нити приказната за Европа да ја кажеме, ниту пак да направиме да се направи некоја табла дека таму постројала, дека едноставно го имало, дека Европа е нешто што ние одамна го имаме. Друго морам да кажам дека со Тони првично кога се договаравме, мојата замисла беше да книгата иде посебно на македонски, посебно на англиски. Тони ми сугерираше и му благодарам многу за тоа, дека е подобро да иде македонско-англиска версија, дека луѓето кога читаат на англиски сепак ќе погледнат, ќе фрлат еден поглед на македонската верзија и оној што малце знае ќе се потруди да прочита и на македонски или едноставно ќе се потсети на македонскиот јазик. Така и се учи Тони, слободно. Прво ќе се навратам на ова пред малку што го разговаравме. Треба да знаеме и мислам дека многу од нас знаеме дека има стотици и стотици волумени на фантастични книги напишани за Македонија и од домашни автори, а да не речам можеби и повеќе од надворешни автори. Колку преводи постојат, колку инвестираме во превод или да ги афирмираме тие книги, да бидат достапни тие книги до новите генерации, тоа е друга работа. Никогаш, како што кажав, не е доволно да се инвестира во тоа. Образованието мора да е секогаш на највисоко ниво. Тоа е за тоа. Колку се интересираме сами ние индивидуално, веќе ние сме нови генерации, зборуваме повеќе од 2-3 јазици, македонци постојат на секаде во светот, дури во како да кажем, некои краеви на некои последни агли на светот, како што се, не знам, Финска или Сибир или
или и Хаваи, или Аргентина, или Јужна Африка, или кај што не баш некои поголеми миграции на македонци биле, има. Чи до кај што сум бил, до кај што сум имал привилегија да бидам во светот, сум нашол македонци. Некои се интересираат, некои повеќе, некои помалку, некои воопшто, заради различни причини, различни услови. Но, многу едноставно е сега со интернетот, постојат и многу архиви, кои што се комплетно отворени, кои што не земаат никакво патување, никакви финансии, кои што може човек да седне и да побара факти од автори кои што барем согласно светски се прифатени нивните дела. Затоа што има секојаш контраверзија, секако, од која страна, како, кога е пишувано, зошто е пишувано, колку е цензурирано и сите тие работи. А за нас најинтересните архиви нормално се нашите соседи, кои што скржаво ги отвараат архивите за нас, но Москва, секако Константинопол, Австрија, Ватикан, Париз и Лондон и нашиот State Department тука во Соединетите Американски држави. Ману исто поседува огромен волумен на фантастични книги на многу наши автори. Што сакам да кажам, да не должам, све имаме. И све е тука. Само како и кога наоѓаме начин и колку сме ефикасни во наоѓање на тој начин, тоа да се афирмира. Сега да се навратам на нашава книга, како што кажав, секоја статија, тоа се цитати и статии во овој дел од книгата, се 407, како што кажа и Гордана, мислам дека се 2000 некаде, бар сега за сега собрани, но во овој дел од книгата решивме се 407, од различни периоди на македонската култура. Тоа е само еден момент каде што може да те потикне, да ме потикне, да направам по-конкретно и по-длабоко, по-детално истражување во однос на таа тема. Работава не е да јас, можеби не македонец, комплетно човек кој што не го зборува македонски јазик или не знае ништо за Македонија, не е работава јас да поверувам одма во тоа што е напишано, како на пример во Прилепско пред околу 8000 години е пронајден првата крстилница или олтар беше, ќе ми простиш Гордана, мислам дека беше олтар, така беше. Само да уточнам. Првиот олтар во Европа. Значи, пред 8000 години, тоа е некаде малку после времето на кралот Каран, на Пелазгите. Така, ако не грешам, тука не. Сега, јас можам да седнам, можам да направам истражување, ако воопшто ме интересира таа тема, можам да се насмевнам, можам да се гордеам, можам да кажам добро, фантастично, романтично звучи или што е идеја. Оваа книга не претендира дека ние ќе навлеземе во некоја теза и тема која што секоја од ова статија од 407 статии заслужува на свое длабоко истражување, кое што од многу наши автори и е направено за некои теми. Така да ако сака некој да се посвети за подетално, секогаш може да се најде свое истражување. Мојата замисла беше од календарот на Толстој. Постои таква книга која што е феноменална книга, се вика календарот на мудрост. Не знам на македонски можеби е поинаку преведен. И за секој ден од годината има по 4 или 5 цитати од многу големи имиња мислители, филозофи или мудреци од целиот свет и како тие и со астрологијата се поврзани за конкретниот ден. Значи човек ако е роден на 1 јануари и пишува пример 4-5 цитати од, не знам, од Шопенхауер, од Хегел, од Лао Цу или од нели. И тука ми дојде таа идеја, јас кога ги читав постоите се викам во таа насока кратко, јасно, моќно, што викал големиот Чехов, да бидеш краток е да бидеш генијален. И сите овие цитати кои што се кратки, јасни и моќни и кои што возбудуваат кај мене силни емоции за работи кои што сум мислел дека ги знам, а не сум ги знаел, и се уште проучувам и те прва ќе проучувам,
е ова основна идеја, барем за овој прв дел на книгата, затоа што може да сме живи и здрави, да има втори, трети, четврти, како ќе не послужи времето и здравието и условите. Еве ја ќе кажам еден пример од сите тие постирања. Кензо Танге ги направил градски зид. И како мала приказна тоа го кажав, верувајте ми, има 45.000 прегледи, што за мене беше фасцинантно, бидејќи мислев дека скоро секој знае дека градски зид е од Кензо Танге. Не може да очекуваш што поминува како приказна или што не знаат луѓето. И ја и денеска се уште, иако ги постирам секој ден, едноставно мене ми е повеќе забава сето тоа, бидејќи приказната, ќе ја кажам, па барам и соодветна фотографија, гледам да секогаш тие бидат добри, ги крадам, правам за да можам да ја оформам приказната, зашто по мене тоа е исто вториот дел на значајна работа во тие постирања. И секогаш се ми е криво зошто толку малце знаеме за Македонија. У суштина, никогаш не е посветено ова, точно го рече Тони, ова е само отварање врата на некои нови приказни, на некои нови книги, на некои нови материјали. Едноставно, ја само ги наметнувам како тема. Како што Тони предходно нон-стоп учиме и дефинитивно учиме цело време и ќе учиме до животно, не можеме се да научиме за Македонија и тоа Македонија што нуди, но дефинитивно можеме да помогнеме на тие кои работат на промоција како вас и други, и мораме инвестицијата во образованието и знаењето ќе нуди уште поголеми можности за Македонија и за соработка со светот, и се надевам дека повеќе од странство ќе гледаат Македонија како стварно убава туристичка дестинација, не во склоп на други држави, но своје, нели, до Македонија и назад. Дефинитивно е убаво да ги посетиш другите земји, но дефинитивно во Македонија има огромен потенцијал да се промовира се што имаме, и храната, и виното, и целиот амбиент што нуди. Јас морам да ви заблагодарам и на двајцата, бидејќи на некој начин вие сте иницијатори и вие сте тие кои ќе овозможат книгата да постои. Пак ќе кажам, мене намерата ми беше секојаш да испукам тоа што знам, не ми беше крајна цел книгата, и многу сум среќна што ве сретнав и двајцата и што ова ќе заврши во една добра книга. Обединета македонска диаспора, тоа е и работата, нели, спојување на диаспората со луѓето во татковината, да направиме партнерство, да ја унапредиме Македонија и се што нуди Македонија. И ова е еден дел од тоа што нуди. И многу од диаспората, имаме, како да кажеме, дискриминацијата што сме ја живееле во Балканот е пренесено и во странство, нели? Иако сме слободни во Америка, во Канада, во Австралија и во други места да се изразуваме, се уште има видна дискриминација. И тоа е од незнаење зашто Македонија поминала низ последниве неколку илјади години, низ последниве 100 години. Например, во 2013 година имавме убава конференција во Скопје и Василка беше дел од тоа, и имавме 44 научници
од 12 држави кои дојдоа во Скопје и кои зборува на тема Македонија, и тие го публициравме во журнал од скоро 470 страници, и тоа после се испрати на различни универзитети како Харвард, UCLA, Оксфорд, Кембридж, библиотеката на Конгрес, и тоа сега луѓето кои сака да истражуваат за нашата историја, барам во последниве 100 години, тоа може да го направат. И затоа е улогата на диаспората многу битна, иако во Македонија сака да ја политизира диаспората често, но ние нема тоа да го дозволиме и ќе продолжиме да имаме соработка со организации, личности, научници, за да ја промовираме и да ја унапредиме Македонија. Да. Тони, не знам, ако имате вие нешто да кажете повеќе. Само ќе кажам, јас верувам дека единствената дискриминација која што постои каде и да е во светот е само во нашата глава. А сите ограничувања постојат само во нашата глава. Само почита, љубовта и сите други елементи кои што се дел од секојдневниот живот се само во нашите глави. Само да надоврзам на ова што го кажавте, Тони, темата на денешниот ден на децата на бегалци назначено од Обединетите нации е секоја акција се брои. Нормално. Ние се подценуваме како индивидуи каде да живееме во светот, колку сме моќни со нашите мисли пред се, зборам на духовно ниво, и со нашите дела. Да се побара разлика на определена тема во определено општество е многу лесно. Но да се најдат заедничките елементи е малку повеќе труд и посветеност. Значи, кога ќе се разговара за две теми, нели знаеш и овдека во Америка и наше советување во актерскиот свет, нели од синдикатот на Сојузот на актери, и вика, правиш што ќе правиш, али не препорачуваме разговор на тема политика или на тема религија. И тоа е смешно. Во смисла, од романтично смешно, не е за исмејување, но е многу точно. Зошто? Затоа што тие теми некако секогаш успеваат да ги разделат луѓето не на 2, не на 3, него на не знам колку повеќе дела. Тоа се теми кои што немаат крај, а всушност никогаш не се фокусираме да се погледнеме едни во други вистински, не до очите, него во душата, и да ги пронајдеме истите елементи на нашето постоење, без разлика на вера, на религија, на боја на кожа или на сексуално ориентирање или на не знам сиве овие различни сега модерни елементи. Така да во однос на дискриминацијата за она што зборуваш, секој од нас си го има правото, слободата, да си биде колку што сака отворен или колку што сака ограничен. Тоа никој не може да ни го одземе, ниту да ни го наметне. Каде и да живееме, дали тука во надвор во диаспората или кај нас во Македонија. Она кое што е наше и никој не може да ни го одземе. Во секоја смисла. Не зборам само за културата или историјата. Воопшто, индивидуалното наше. Точно. Дека кажа во однос на луѓе кои што би се заинтересирале, кои што се надвор од Македонија, кои што не се македонци, да дојдат како туристи. Еве еден факт. Во моментот во Македонија има околу 4.500 археолошки локалитети. Тоа значи дека секој метро е археолошки локалитет. Секаде што копаш, пронајгаш нешто од историјата на Македонија. Не е ли тоа доволно за некој воопшто? Секој ден да ви колите една црква во Охрид, цела година. Так, не е ли тоа ова као се вика доволна причина за некој воопшто да се заинтересира? Или не е ли доволна причина за уметниците, барем во сликарството,
кои што многу добро знаат дека вистинската ренесанса почнува точно во сликарството кај нас 200 години пред да започне пример во ова како се вика во Италија. Нели? Пример. А тоа го пишува во книги, тоа луѓе го знаат. Јас сум сретнал луѓе кои што немаат никаква врска со Балканот, не се ни со потекло од таму, а знаат некои аспекти и факти повеќе од мене за Македонија. Да, јас дека постирав Света Сесилија во Мојсиевиот манастир во Сирија, на кој пишува на македонско писмо. Ја однесов и до статијата за самиот манастир и апсолутно имате многу што да се каже и да секогаш што би. Морам да кажам дека моите први предавања, јас многу често држам предавања низ бивши југословенски простори за мојот проект. Првото гостување ми беше во Србија и беше страшно нервозна како ќе ме примат, дека ќе се сведе Крале Марко на политика. Успеа да го надвладеам тоа, јас после тоа во Србија имав уште 5 предавања. За жал, целата поента што јас ја направив, подобро ја разбра и они почнаа да негуват витези, разни манифестации по нивните кралеви и сето тоа, додека кај мене, кај нас во Македонија се уште во глобала седи како подсмех. Да, сите ме тапшат по рамето, ќе е убаво, меѓутоа не од властите или од луѓето, од културата или од тие кои треба да се потекнува тоа, немам голема подршка. И зато многу ми е мило што Тони не запозна и Тони го потикна поддршката за вашата книга и се надевам дека наскоро ќе се реализира, барам во оваа година кога не можеме да одиме надвор и да ја посетуваме Македонија, се надевам дека оваа година тоа ќе се случи, ќе можеме барам да читаме и да гледаме убави слики и здравје следната година во 2021 година, 30 години од независна суверена Македонија, ќе можеме сите заедно да бидеме таму и да прославиме. Некои крајни зборови можеби Гордана или Тони. Споменам и Милан Джинго, кој е фотограф и издавач со кого соработувам во книгата и многу се труди да местата или приказните за кои нема фотографии отиде на лице место да ги слика, така да ќе бидат покриени сите тие приказни со негови фотографии. Одлично. Тони, не знам, некои последни зборови пред крај сме, би било убаво да сумираме и што би сакале луѓето што не гледат, некаков впечаток да остават на крај, да земат некој. Впечаток е тоа што го кажавме од срце и од душа. Јас, кога ја представив Гордана, два пати повторив, зборов саќе се несебично. Има причина зошто го посветив, зошто го кажав точно тој збор, зошто го избрав тој збор. Само можам да замислам нивото на труд кое што е вложено во ова, она што Гордана го прави веќе колку години, знаејќи ги нашите субсидии или поддршка или не поддршка за вакви проекти или воопшто во културата. Тоа не само кај нас во Македонија и насекаде културата не наидува на некои поголеми финансиски нели субсидии или нели имаат некои министерства за различни за култура или такви работи. Него човек само кој што е навистина посветен, родолюб и едноставно затоа и го користам тој збор несебично, го служи делото кое што е поголемо од самиот себе. Без да очекува ништо во возврат, него само дава, без да добие никакво конкретно, некојаш дури може да му зависи екзистенцијата, специјално во подрачје како што е кај нас
Македонија, а и целиот Балкан, нели знаеме, финансиите и сето тоа, стандардот. Така да ова доаѓа чисто од срце и од душа и од чиста љубов и таа посветеност со мисла која што е поголема од нас. А оваа книга и ова дело е само еден мал инсерт од нашата богата, долготрајна историја и културно наследство, кое што не е ниту до мене, не е ниту до тебе, Мето, не е ниту до Гордана, туку е нешто многу поголемо од сите наши индивидуални идеи или амбиции. Така е, културата... Попалам дека на крај да кажам дека кога доаѓаат туристите, големо задоволство ми е кога ќе покажам Марков манастир или нешто што е од периодот на крале Марко и велам во тоа време Америка не ни постоја, не било откриена. Или храна крале Марко во која нема плескавица, компир, патличан, бидејќи тоа е донесено од Америка, а имаме богата храна со која задоволно со задоволство ја јадата, сваќаат дека во тој период едноставно имало нешто што и ден денеска служи као скапи диети. Мислам дека ова беше од двајцата Гордана и Тони, мислам дека убав начин како да се затвори една убава дискусија и на крај да се каже дека пак останува до нас да ја промовираме Македонија и вредностите, да оставиме за идните генерации и дефинитивно да се инвестира повеќе во културата и промоцијата и туризмот и дефинитивно се надевам дека ова година книгата Дали знаете Македонија на Гордана Јанакиевска ќе биде публицирана и ќе биде можно сите тука да може да ја читат и повеќе да учат да научат за македонската историја, култура, традиции и обичаи. Ти благодарам, Мето. Благодарам за двајцата и за сите тие што не пратеа, се надевам дека оваа дискусија малце ќе потпомогне книгата да си го види својот ден и уште еднаш големо благодарам и до Мето и до таму. Благодарам Гордана, благодарам Тони. Слободно Тони, мислам дека те прекинав, сакаше нешто да... Не, со добра мисла и да се заврши. Супер. Мотивата на македонското културно наследство е промоција на светското културно наследство. Точно. И дефинитивно ви благодарам многу, како што отворив, чест ми е да бидам модератор на ова дискусија. Ми дававте одлична можност да го практикувам мојот македонски јазик, поради тоа што како роден мислам, Тони, и ти си роден, ама ти дефинитивно имаш многу поголемо искуство од мене во зборување македонски, мислам, и си работел во Македонија, но во понеделник баш ќе имаме дискусија со професорката Кристина Креймер на Универзитетот на Торонто за зачување и унапредување на македонскиот јазик во диаспората, така да ве поканувам вас и останатите гледачи да ни се придружат, да ја продолжиме ова дискусија и да не заборавиме од каде доаѓаме и да не дозволуваме таа дискриминација и во Македонија и надвор од Македонија. И како што кажав, денеска темата на Денот на децата бегалци е секоја акција се брои. Така да ви благодарам многу, Гордана, Тони, сите гледачи и до гледање следната прилика. Поздрав! Секој е добро.